почитувани представници на медиумите, почитувани граѓани. Јакнењето на правната држава и промоција на системот на владењето на правото, што во фокусот го има почитувањето на човековите слободи и права, останува приоритет на Министерството за внатрешни работи. Во новиот мандат ќе останеме доследни на транспарентното работење и неселективната и безкомпромисна борба против криминалот и корупцијата во институциите и во општеството. Ќе го стесниме просторот за злоупотреба на службената положба и овластувања преку јакнење на капацитетот на секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди во Министерството за внатрешни работи и примена на нови алатки за рана детекција и санкционирање на сите злоупотреби. Секој вработен во Министерството за внатрешни работи ќе дава отчет за имотната состојба. Вака ДПМН пред повеќе од 2 години го најави мандатот на Гордана Јанкуловска како министер за внатрешни работи. После 7 години Јанкуловска не само што заборави на приоритетите, туку успеа да докаже дека секогаш кога нема одговор за клучните проблеми во Министерството за внатрешни работи, позицијата министер ја користи како медиум за политичка манипулација. СДСМ и граѓаните ја разбираат партиската призма низ која Јанкуловска го чита и го применува Уставот и законите. Ние разбираме леснотијата со која таа зборува за раководењето со Министерството за внатрешни работи, бидејќи до пред некоја година и самата имаше дилема дали таа раководи со него. Се надеваме дека не е од незнаење, но Јанкуловска треба да ги познава реалните состојби во Министерството, дотолку повеќе што претендира да стане академски граѓанин, треба да научи да толкува независни анкети, да одговара и на недоговорени прашања, да чита анализи и извештаи од домашни и меѓународни организации. Бидејќи не успева да се ослободи од партиската реторика полна со напади и манипулации, СДСМ со потполно разбирање за овој хендикеп на Јанкуловска ја подсетува јавноста на фактите. Последното мерење на глобалниот барометар за корупција за 2013 година покажува дека 53% од граѓаните на Република Македонија се изјасниле дека полицијата како институција е корумпирана и дека корупцијата бележи генерален пораст. Релевантни научни и лонгитудинални истражувања за ставовите на граѓаните за работата на полицијата покажуваат континуиран тренд на опаѓање на довербата во полицијата, која треба да биде сервис на граѓаните. Причини за тоа има повеќе, но граѓаните како главни ги истакнуваат протекционизмот, селективното и зависно постапување, толеранцијата на пречекорувањата на полициските овластувања и селективната борба против корупцијата и криминалот во редовите на полицијата. 4 години поред, само по фалбите за неселективната борба против корупцијата и криминалот на Јанкуловска не се споменуваат во извештаите на Европската комисија за напредокот на Република Македонија на патот кон Европската унија. Европската унија со години укажува на фактите дека капацитетите и подготвеноста на правосудните органи да се справат со чувствителните корупцијски случаи на високо ниво е многу слабо, дека органите за борба против корупцијата немаат капацитет да функционираат независно поради политичкото влијание, дека секторот за внатрешна контрола и професионални стандарди на МВР не ја докажува својата независност во случаи на корупција, полициска тортура и криминал во полициските редови. Стеј департментот на САД во извештајот за човековите слободи и права за 2012 година евидентира сериозни случаи на неказнување во редовите на полицијата и потенцира дека селективната борба против криминалот и употребата на полицијата во борбата против политичките неистомисленици се сериозен проблем и неуспех на владата да обезбеди владење на правото и почитување на законите. Полициските службеници, кои што честно си ја заработуваат платата и ги ризикуваат своите животи служејќи му на народот, се или маргинализирани или деградирани, или пак се предмет на политички калкулации и пресметки. Наместо да го истакнува како врвен дострел во реформата на полицијата
Јанкуловска треба да признае дека постапките за вработување, унапредување и распоредување на полициските службеници се спротивни со законските и подзаконските акти за полиција. На овој факт сведочат и повеќе од 400 представки поднесени пред Народниот правобранител од страна на полициските службеници. Европската Унија има сериозна забелешка за нетранспарентноста на постапките за вработување и критериумите за напредување на вработените во Министерството за внатрешни работи. Кога сме кај вработувањата, Јанкуловска треба да се срами од фактот што дипломираните криминалисти повеќе од 4 години ги чекаат долго најавуваните јавни огласи како можност да ја докажат нивната компетентност. За жал, јавните огласи за вработување се вистинска реткост, а вработувањата на близу 1000 лица во Министерството за внатрешни работи во последните 4 години се одвива на крајно нетранспарентен начин и исклучиво по партиски клуч. Од политичките притисоци и заплашувања молчат и полициските службеници и така наречениот полициски синдикат, кој е платен да ги застапува и да ги брани правата на полициските службеници. Синдикатот молчи и продолжува да молчи секогаш кога полицајците тужат и бараат поддршка за своите права. Посамо по фалбите за сериозниот пристап и професионализам во истрагите, СДСМ очекуваше дека после 7 години политичка манипулација, Јанкуловска лично ќе го обелодени затворањето на случаите за атентатот на Киро Глигоров, погибијата на Борис Трајковски и Диме Ицковски поштарот, но не на начин на кој што го реши случајот со политичкиот затвореник Љубе Бошковски и новинарот Кежаровски. Јанкуловска и МВР 12 часа по регистрирањето на убиството на Мартин Нешковски негираше дека случајот воопшто се случил. И покрај обдукцијскиот наод, во кој што се констатира насилна смрт, МВР под раководство на Јанкуловска не поднесе кривична пријава против непознат сторител, туку само пријавувањето на специјалецот Игор Спасов 2 дена по убиството го оквалификува како навремено и професионално постапување. Инсистирањето на индивидуализација на вината за убиството на Мартин Нешковски не ја амнестира Јанкуловска од политичката одговорност, ниту пак ја намалува одговорноста на други лица во ланецот на командување. Затоа, случајот Нешковски не може да биде показател за полициска професионалност, а најмалку аргумент за успешноста на Јанкуловска како министер за внатрешни работи. Јанкуловска има најмалку право да зборува за тестирањето на капацитетите на институциите и спроведувањето на политиките кои добиле поддршка на изборите во контекст на настаните од 24 декември. Јанкуловска како директен учесник во настаните е една од најодговорните за употребата на полицијата за реализација на партиските агенди на ДПМН и кршењето на Уставот на Република Македонија. Оправдувањата за полициската интервенција во собранието и спречувањето на пратениците да ги представуваат граѓаните не може и не смее да се препишува како волја на мнозинството граѓани. Граѓаните на Република Македонија на ниту еден политичар не дале и нема да дадат мандат да го крши Уставот и да ја употребува полицијата за политички цели. Јанкуловска зборува за софистицираната опрема што ја поседува Министерството за внатрешни работи, која јавноста можела да ја гледа на филм. Во контекст на ова би било добро да одговори само на 2 прашања. Како ќе го објасни противзаконското опремување на Министерството за внатрешни работи преку злоупотреба на буџетските средства издвоени за развој на високото образование и опремување на лабораториите за факултетите? Како ќе го објасни изигрувањето на тендерските постапки на Министерството за образование и наука за набавка на лаборатории за МВР? Еден месец по ревизорскиот извештај за Скопје 2014 и 2 недели по извештајот на адхок комисијата за 24 декември, МВР под раководство на Јанкуловска не се соочува со фактите и доказите за досега невидената злоупотреба на народните пари и грубото кршење на Уставот.
Се надеваме дека не е од незнаење кога Јанкуловска и нејзините сопартици повикуваат на тужби пред надлежните органи за овие случаи, заборавајќи на политичката одговорност и законската обврска на институциите за постапување по службена должност. СДСМ и граѓаните знаат дека политиките на Јанкуловска и ДПМН ќе бидат поразени на фер и некриминални избори. Тоа ќе се случи во истиот момент кога Јанкуловска ќе се откаже од употреба на полицијата во партиски цели, секогаш кога нејзиниот лидер ќе изрази желба да организира избори. Почитувани граѓани, очекуваме Јанкуловска, не Социјалдемократскиот сојуз, туку на граѓаните да им даде одговор на овие прашања пред да се одлучи со лични дисквалификации и познатата реторика против Социјалдемократскиот сојуз да се затскриват зад фактите и зад волјата на граѓаните. Социјалдемократскиот сојуз очекува сериозност и промисленост во постапките на Јанкуловска во иднина од позиција на министер за внатрешни работи и подсетуваме дека во ниту еден момент не треба да се заборави дека полицијата е од народот и за народот. Одговорноста за ова ја имаме сите, но најголемата одговорност е на министерот за внатрешни работи. Благодарам.